Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Не дека политичкиот мејнстрим во земјава не нуди изобилство од теми што заслужуваат потемелен и критички осврт, но вечерва ќе се оддалечиме малку од нив и ќе разговараме за потрагата по нови модели и парадигми во управувањето на заедничкото добро. Терминот што при тоа се користи, ќе го слушнете повеќе пати вечерва, е commons и тој засега нема соодветен превод на македонски и на албански јазик. Во основа станува збор за примери во кои различни ресурси, од природни до инфраструктурни, можат успешно да се управуваат преку самоорганизација на граѓани, а не од влади и пазари. Онака како што се користи во дискурсот е и придавка, и именка, и глагол, и феномен, така да затоа и не се ни потрудив да идам натаму да го преведувам, туку го оставив пред се со предпоставката дека најмногу од критизерски аспирации луѓето ќе прочитаат и ќе почнат да предлагаат можни преводи. Граѓаните засега само на социјалните мрежи и на медиумите го бранат јавниот интерес, да има паркови и зеленило наместо бетонска џунгла. Овој проблем не е само скопски. Загребчани со месеци протестираа против катна гаража на јавен простор во главниот град на Хрватска. За гаражата сепак победи приватниот интерес, но битката не беше за џабе. Došlo do jednog velikog bunta koji na kraju je rezultirao time da se uspjelo barem vratiti generalni urbanistički plan, da se slični projekti ne mogu više napraviti u gradu Zagrebu. Е важно да почнеме да веруваме во норми и кодови на заедницата, кои што нема да ги следат законите, кои што секогаш се креираат во однос на потребите на политичките елити. Урбаните и местните заедници по овој закон наш конкретно можат само иницијативно 1/10 да се соберат, да одржат седница и заклучоците од седница да ги достават до градоначалникот, односно советот на општината или на градот Скопје, каде што ќе барат не барат, туку треба само да се спроведе одлуката која што е изгласена од граѓаните. Но тоа е така на хартија, а така де јуре, практика... де факто е проблем на добро владење кој што нашите политичари не знаат да го изведат. Останете налсат, дебатата за commons почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Ако ја видовте најавата, веќе слушнавте дека клучниот термин што ќе провеува низ вечерашнава емисија е commons, термин што се уште нема превод на македонски па ни на албански јазик, а треба да означи управување на различни ресурси, на заедничко добро преку самоорганизација на граѓаните, а не од држави или пазари. За да ви ја доближиме темата, бевме во Хрватска, каде снимивме примери за тоа како се самоорганизирале граѓаните за да го зачуваат и успешно да го управуваат заедничкото добро. Петар Клинчарски. Владата неодамна продаде 9000 метри квадратни атрактивно земјиште спроти хотелот Holiday Inn во центарот на Скопје. Приватниот интерес на инвеститорите е изградба на висококатници. Граѓаните засега само на социјалните мрежи и на медиумите го бранат јавниот интерес, да има паркови и зеленило наместо бетонска џунгла. Овој проблем не е само скопски. Загребчани со месеци протестираа против катна гаража на јавен простор во главниот град на Хрватска. За гаражата сепак победи приватниот интерес, но битката не беше за џабе. Došlo do jednog velikog bunta koji na kraju je rezultirao time da se uspjelo barem vratiti generalni urbanistički plan, da se slični projekti ne mogu više napraviti u gradu Zagrebu. Судирот меѓу приватниот капитал, јавниот и државниот интерес, најновата членка НЕУ ја води контест на нови модели за задоволување на заедничкиот интерес. Свеста за јавниот простор како заедничко добро е во пораст веќе со години во Хрватска. Во локалните заедници, каде приватниот капитал гледа шанса за развој и инвестиции, граѓаните полесно од кога било се подготвени да постават своји услови и да се наметнат како фактор меѓу властите и бизнисот. Како последица, во неколку места во земјата се тестира нов модел на управување, според кој со државен имот раководат поголем број на граѓани. Местово на кое што се наоѓа МЕПА Сиштето Гајна,
Тоа се протега на близу 300 хектари површина, а се наоѓа во близина на Славонски Брод. Специфично за ова пасиште е тоа што е управувано од заедница, во која членуваат повеќе сопственици. Тие сопственици пак имаат воспоставено систем на управување и однесување, кој го почитуваат сите. Tu sam na Gajni već 3 do 4 godine, znači 3 godine, da kažem, kao čuvar i znači ispomoć tu kad imamo znači koje kakve organizirane akcije, znači vađenje krvi, markiranje i sve ostalo, hranidba, priprema hrane za to, za stoku. Ова е Ивица Ковачевиć, сточар кој на оваа ливада во државна сопственост го носи неговото стадо на пасење. Пасиштето го дели со 16 други сопственици на крави од двете села, Оприсавци и Полјанци. Izazov mi je da ostanem tu, da proširim stado i da uspijem u tome što sam krenio. Znači sada je nekih, recimo moje stado je neki 20 grla, volio bi to podići na 40-50 komada. Sada, da li ću u tom uspjeti? Ako u tom uspijem, normalno da ću tu i ostati. Формата на колективната организација за пасиштето е задруга. Таа има програма за управување со пасиштето. Сточарите заедно водат евиденција, кој колку грла носи на пасење и ги делат машините на задругата. Кога ќе се појави проблем, правилото е прво да се реши заедничката пречка, па потоа индивидуалните. Ni država ni lokalna samouprava ne voli taj osjećaj da nema to pod svojom kontrolom. Ne voli taj osjećaj da ste se vi sami sad nešto organizirali i sami ste nešto smislili. Формирањето на задругата бил тежок предизвик, бидејќи тие се уште имаат негативен призвук меѓу селаните од времето на Југославија, објаснува Бенеш. Но клучната разлика е тоа што сега станува збор за самоиницијативно организирање, а не наметнато од државата. Сепак, за да дојдат до денешното решение на Еко Гајна, им биле потребни 11 години за да се изборат за колективен закуп на земјиштето, бидејќи државата сметала дека тоа не е вистинското решение. Krvlju, znojem i suzama smo prepoznati od strane vlasti. Mislim, to nije proces koji je išao lako. Jako puno truda smo uložili u to da se i zakoni i pravila koja su bila na snazi promijene tako da jedna zadruga, kao jedno kolektivno tijelo, može cijeli zajednički pašnjak uzeti sebi na upravljanje. Država nas nije baš pratila u tim nastojanjima. Vrlo je bolno bilo ta mijenjanja zakona, jedan korak napred, dva nazad. Пакт за заедничко партнерство меѓу локалната власт и граѓаните има и во урбани центри. Таков е примерот со Центарот на заедниците Ројц, една од најголемите згради во Пула со површина од над 17.000 метри квадратни. Овој објект е во собственост на општината, но заеднички е управуван со голем број на невладини организации кои што се сместени тука. Тие низ годините наназад се избориле одлуките поврзани со судбината на Рој Центарот да не можат да се носат без нив. Znači, evo na ovim slikama možemo vidjeti kako je ova zgrada nastala polovinom 19. stoljeća. Izgradilo ju je Austro-Ugarsko carstvo koje je tada odabralo Pulu za svoju ratnu luku. Организацијата Зелена Истра на Душица Радојчиć е сместена на третиот кат од зградата. Последната етапа од управувањето на автентичниот објект, важен за целиот град, вели, почнала пред една деценија. Donačelnik Pule 2008. godine donio odluku da će se za upravljanje ovom zgradom formirati jedno tijelo. Ono se zove Koordinacija društvenog centra Rojc, u kojem su 3 predstavnika grada i 3 predstavnika Saveza udruga Rojca. Znači, to je neko tijelo koje donosi odluke utemeljene na potrebama korisnika. Mi najbolje znamo kako će se provesti na najbolji način nabava, odnosno postupci javne nabave, šta je za Rojc prioritet. Во случајот со Ројц, договорот е градската власт да издвојува 200.000 евра годишно за 24 часовно обезбедување, минимално одржување на хигиената и противпожарна заштита, а корисниците да плаќаат струја и минимален закуп од 17 денари за метар квадратен. На тој начин и објектот е во добра кондиција без големи инвестиции од локалната власт и малите организации ориентирани кон јавниот интерес имаат свој простор. Меѓу другите, таму го најдовме и седиштето на Македонското културно друштво на Истарската жупанија Свети Кирил и Методи.
доле каде бевте во друштвените простории кои се заеднички, ние конкурираме, например, во тек на годината, се кај запослениците, тој ден ќе имаме манифестација културна, не знам, денови на македонска култура или некоја други, или денови на кочораци, сакаме во тој простор да одржиме дружење, може ли да ни го резервирате? Они тоа не го наплатуваат. Но додека моделот го задоволува и јавниот интерес и одржувањето на објектот, двете страни се согласни дека тој не нуди развој. Локалната власт вели дека водат разговори со граѓанските организации како да се постигне и тоа. Izazov je da moramo kreirati nekakav dugogodišnji plan razvoja i upravo sada provodimo određene aktivnosti kako bi zapravo kreirali nekakvu zajedničku viziju. Što je to što zajedno mislimo da u budućnosti treba, kako treba graditi Rojc i kako taj Rojc treba funkcionirati. Po meni ovo najispravniji i najjednostavniji zapravo put i način upravljanja javnim dobrom. Пула и Гајна се успешни тест модели, но се само пилот проекти. Во случаите во кои има изразен приватен интерес, отпорот од властите е силен. Таков е случајот Варшавска во Загреб, каде граѓанската иницијатива Право на град протестираше против изградба на гаража во срцето на Загреб. Znači, radi jednog projekta se mijenjao generalni urbanistički plan i tu se vidjelo zapravo koliko je država zarobljena, koliko su poluge moći u rukama male grupe ljudi koji ima novac i moć, bez obzira na ono što građani tvrde i ono što je javni interes. Mi smo skupili 55.000 potpisa građana u 2 mjeseca koji su jasno rekli da taj projekt nije javni interes. Javni interes je morao formalno biti proglašen da bi se napravila ta iznimka od pravila urbanih koje vrijede za sve druge slične projekte. Međutim, to nije ništa pomoglo. Гаражата се изгради, но протестите го поместија граѓанскиот интерес во политичките кругови. Од 2017 година Томашевиќ е советник во градското собрание на Загреб и ги застапува интересите на граѓанските групи. Моделот за заедничко владење со јавните добра меѓу властите и граѓаните го брани на теоретско ниво, како коавтор на студија која се однесува на цела југоисточна Европа, наречена Commons. Zašto smo mi krenuli u to? Jer smo mislili da nam trebaju drugačije paradigme. Da su ove neke postojeće paradigme dosta iscrpljene, da nam trebaju drugačiji modeli upravljanja, da je nekakva lažna dihotomija između toga što imamo u regiji prvenstveno, ali isto i u drugim dijelovima svijeta, da imamo državu koja bi trebala štititi javni interes, koja je zarobljena od političkih elita i koja onda etatizira sve resurse i stavlja ih pod državno upravljanje, koje onda zapravo, iako bi trebalo biti upravljanje za potrebe većine, na kraju bude upravljanje za potrebe uske manjine koja je zarobila državu. Авторите анализираат како принципите на заедничко владење може да се применат во јавниот сектор. Еден од наведените примери е членување на граѓаните во надзорните одбори на јавните предпријатија, кои управуваат со водата, електричната енергија или шумите. Тоа може да придонесе за поправедни институции на кои граѓаните ќе им веруваат, смета Ведран Хорват. Го прашавме дали ваквото заедничко управување може да значи разградување на веќе постоечкиот систем. To ostavimo vremenu. U ovom trenutku postoji sigurno kao alternativa, a u neku ruku, ako bi uzelo maha i znači bilo intenzivnije ili na nekoj razini, na nekoj većoj skali, raširenije kao neki oblik, etablirani oblik upravljanja u toj svojoj raznolikosti, jer ono stavlja veliku raznolikost da se različite grupe drugačije dogovaraju oko osnovnih pravila, ali da ne u biti ne idu protiv nekih osnovnih kriterija. Колку граѓаните здружено имаат сила да влијаат во носењето одлуки. Во македонски рамки, последната анкета на МЦМС и Телма за вклученоста на граѓаните во процесите на одлучување во средините каде живеат се поразителни. Дури 72% рекле дека никогаш не биле дел од носењето одлуки, а 41,7% сметаат дека ништо не можат да променат. Студијата која што беше спомената во прилогот, што имавте можност да го видите, Commons во југоисточна Европа, има и коавтор од Македонија. Тоа е Ивана Дракшич. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Инаку Ивана Дракшич е социолог и
прв човек, така? Председателка на площад Слобода. Благодарам што сте со нас вечер. Фала на поканата. Со нас е Искра Гешовска, председателка на асоциацијата Контрапункт и дел од уште многу иницијативи поврзани со критичката култура. Благодарам и за вас што ја прифативте поканата. И Александар Ташковски, магистрант по меѓународно право, долг е називот, да го скратиме, на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Добро вечер и за вас. Темата е таа, се надевам дека успеавме колку толку да ја доближиме со прилогот што го видовме од Хрватска. За вас, Дракшич, како коавторка на оваа студија, првото прашање, има ли примери на Commons во Македонија? Па, онака како што Commons се поделени во книгата, а тоа е на борби и на Commons базирано управување, дефинитивно во Македонија имало и се уште има такви примери. Има и од двата вида. Да. Особено важно е што ги имаме и двата вида, кои што ние со моите колеги коавтори сме ги поделиле тука, и тоа изминативе 10 на 12 години бевме свесни за многу такви борби кои што не беа само протести на собери на маса луѓе и протест заради одреден проблем, туку веќе одредено однесување кое што на тој протест му дава малку поголемо значење. Сетете се на окупацијата на студентите на универзитетот, кога тоа не беше само окупација на физичкиот простор и прекинување на процесите такви какви што се, туку таму тие почнаа да одржуваат и настава, алтернативна настава, културна содржина, прехрана, санитација, одржување на факултетот, просториите и така натаму. А додека во неколку региони во Македонија, во неколку рурални средини, постојат повеќе заедници кои што заборавени од локалните и државни власти, треба да се грижат и да си ги решаваат секојдневните проблеми. Еден таков е снабдувањето со вода за пиење. И во Македонија, како и во земјите во регионот, постојат доста рурални заедници кои самите го имаат изградено, одржуваат, си ја користат водата, ја носат на тестирање. Можеме да посочиме некои места, например? Па, последно што знам беше Боговиње. Во 2016 година жителите на село Боговиње реагираа, се бунтуваа, бидејќи општината тргнала да им го вклучи нивниот само изграден и самоодржуван водовод на јавниот. Не знам како подоцна се разви тоа. И во минатото сме имале такви случувања, меѓутоа медиумите веројатно не се истренирани и не ја препознаваат важноста. Овде во книгата се поместени неколку примери од Македонија. Едното е борбата против Скопје 2014, другото е Охрид СОС студенчишко блато, но ова се примери на борба. Не се примери на управување на заедничко. Добро, реков Александар Ташковски е магистрант по меѓународно право на Правниот факултет во Скопје. Што би рекле вие од позицијата на млад научник, е поврзано со Commons, околу правната позадина еве негова? Правниот принцип на заедничко добро или res communis omnium на латински е правен принцип кој што ќе се земам за слобода да кажам дека е антички. Правен принцип, бидејќи можеме да го сретнеме уште во законот за 12 таблички на Јустинијановата кодификација од 527 година од нашата ера, каде што би сакал само чисто да прочитам за да видите дека и тогаш се остава простор за овој принцип да се надополнува како што се надополнува денес. Не измислица на македоноидите, така? Добро, некој да не разбере. Не, тоа е од Јустинијановата кодификација, со тоа што се регулира дека по природа на нештата овие ствари се заеднички за целото човештво. Воздухот, водата, морињата и неговите брегови. Сите реки и пристаништа се јавни, па така и правото на риболов во пристаништата и реките е заедничко за сите. Согласно законот на нациите, користењето на бреговите е исто така јавно на ист начин како и морето. Правото на риболов во морето од бреговите припаѓа на сите луѓе. Значи, ова што е Commons денеска, затоа и преводот на книгата ми се допаѓа уште баш Commons, бидејќи тоа опфаќа во себе повеќе правни принципи кои што низ историјата, како што се развива човештвото, особено технологијата, имаме појава на други
принципи кои што се поврзани под овој принцип и се негови наследници практично. Станува збор за низ историјата на човештвото кога ќе се гледа се задолжително поврзани со развојот на човековите права, односно како што свеста за човековите права на луѓето е поголема, така и овој принцип се јавува. Пример за тоа е Магна Карта Либертатум од 1215 година во Англија, каде што оваа повелба, што го ставила кралот Јов без земја, е донесена дополнително, односно му следи после 2 години, Форест Чертер, каде што има слободен пристап до кралските шуми на англиското население со цел нивно преживување. Што значи, овој правен принцип постои од многу одамна. Денеска само имаме нови форми негови, каде што би спомналеве дигиталниот комонс. Интернетот исто спаѓа под овој правен принцип. Википедија исто така. Има ли правна основа за комонс во Уставот на Република Македонија? Нашиот устав во самата преамбула го препознава заедничкото добро и ја дефинира дека целата татковина представува, односно цела Република Македонија представува заедничко добро кое што треба да биде раководено и управувано од луѓе. Пред да ја прашам Гешовска, Драгши, само да ве прашам, рековме нема превод на овој термин на македонски на албански. Хрватите се прилично педантни, јазично, како да кажам, посветени, работат на неологизми и деривати од нив. Тие го преведоа, успеа да го преведат? Тие уште не го преведоа, уште дискутираат како ќе се преведе. Институтот за политичка екологија, кој иницијално ја издаде оваа студија, работи многу на теоријата од овој аспект и се трудат баш да ги меинстримизираат термините така што нема да се користат англицизми. Они Дигроудс, например, го преведоа Водраст. Нивниот хрватски превод на Комонс до сега требаше да излезе, меѓутоа не е излезен бидејќи се дискутира на панели. Ќе биде еден збор или фраза, не знаете. Бидејќи и на англиски ова е и именка во множина. Онака како што се користи во дискурсот е и придавка, и именка, и глагол, и феномен, така да затоа и не се ни потрудив да идам натаму да го преведувам, туку го оставив пред се со предпоставката дека најмногу од критизерски аспирации луѓето ќе прочитаат и ќе почнат да предлагаат можни преводи. Може би ова е добра шанса Институтот за македонски јазик, кој што многу ретко се јавува во ситуации во кои што има работа, еве како ова да се зафати и да се обиде да го преведе овој. Било интересно бидејќи не е единствениот термин кој што е оставен на англиски. Разбирам. Гешовска, вас ве поканивме вечерва затоа што сте представник на првото, ќе го наречеме јавно граѓанско, јавно цивилно партнерство. Па ќе ве замолам да ни кажете малку повеќе околу тоа како некаков првичен обид да се воспостави некаква рамка за комонс, така? Да, мислам, не сум јас конкретно дел сум од една поголема Ивана иницијатива, да, која што 2013 година постои токму под некое влијание повторно на хрватските придвижувања на оваа тема. Пред да ви одговорам на прашањето, сакам само да кажам дека е прекрасно што во Уставот постои ваква една формулација, но како што знаеме, тие кодови и норми во законот и како што го живееме всушност, не значат ништо за жал. И Ивана тоа многу подобро го знае, бидејќи работи многу потемално и подиректно, не значат ништо. И токму заради тоа сметам дека е важно да почнеме да веруваме во норми и кодови на заедницата, кои што нема да ги следат законите, кои што секогаш се креираат во однос на потребите на политичките елити, флоскулните политиканства, туку ќе ги следиме оние норми и кодови кои што ќе ги задоволуваат потребите на заедницата. Токму во тој контекст почнавме со Јадро, Асоциација на независниот културен сектор, да се застапуваме за едно попријателско и поправедно користење на јавните ресурси. Во случајов станува збор за нов модел на институција во сферата на културата. Станува збор за концептот на јавно граѓанско партнерство, коуправувачки модел помеѓу граѓанскиот сектор,
повеќе организации од сферата на граѓанскиот сектор и во конкретниот случај тоа е општина Центар. Бидејќи во 2013 година наидовме отворена врата единствено во таа општина, но денеска сме декември 2018, да. Уште малку па 2019, да. И можам да кажам дека дури денеска, значи колку се долги тие процеси, дури сега во декември се заокружува некако целиот тој процес. Се заокружува во која смисла? Во правна? Во правна смисла, регистрацијата на таа институција, значи, беше лани на 15 септември, значи 2017-та, но спора е јавната администрација. Се надеваме дека со вакви модели, кои што се надевам дека ќе ги има многу повеќе и не само во град Скопје, туку и низ целата земја, дека и тоа ќе почне да се менува. Значи, суштината на тој коуправувачки модел е, како да кажам пак, по-пријателски, по-праведен концепт на користење на државните ресурси. Знаеме дека институциите во Република Македонија, сега јас можам да зборувам за овие од сфера на културата, јавните институции, дека се огромен буџетски товар, имаат многу вработени, многу средства, користат огромни објекти. Многу импута, релативно скромен аутпут. Да, проблематична содржина, еве да не бидам преостра. Овој модел, накусо само за гледачите би објаснила, инсистира на споделена буџетска одговорност и на автономија во однос на содржините и на управувачката структура. Значи, што значи буџетска одговорност? Во конкретниот случај, општината би требало да е тоа градот, но во случајов е општината. Тргна како иницијатива во општина Центар, да. Да, значи општината треба да обезбеди од своите ресурси, тие што се во нејзино владење, да обезбеди инфраструктура, простор, основни инфраструктурни давачки, конзорциумот на организации треба да ја обезбеди програмата. Значи, не од средствата на општината. Значи, веќе имаме еден баланс во користење на јавните пари. И втората работа е таа организациона структура повторно се враќа, нели, нештото во рацете на оние кои што се директно заинтересирани. Значи, со тој модел, со тој модел се обезбедува да не се случи она што не се случува. Избор на директор партиски, но сега тоа како ќе функционира во... Да видиме, да. Видиме, да. Вие повеќе пати го споменувате терминот коуправување. Да. Интересно е дека младиот господин Томислав Томашевиќ, кој што го видовме во прилогот, кој што патем му дише во врат на загребскиот градоначалник Бандиќ со многу своји иницијативи, беше и кандидат за градоначалник и клучниот термин во неговата програма е токму терминот соодлучување. Да, соодлучување особено како одговор или референца на она што веќе ни е понудено како партиципативна демократија, форми на референдум, граѓански иницијативи и милион други... Водевме на интересна дебата во подготовката на оваа емисија. Ќе биде штета ако испадне дека таа дебата претходно беше подобра отколку ова сега пред камерите, но навистина може би е шанса сега овде да проговориме за тоа. Дали овој модел на управување кој што личи на некаква радикална демократија, на крајна децентрализација, е во конфликт со принципите на либералната демократија? Според мене, ако не е во конфликт, барем не е во согласност со принципите на либералната демократија, особено ако гледаме за големи заеднички склопови на ресурси, како што е, например, воздухот или климата или океаните и така натаму. Например, либералната демократија и законските рамки кои што таа ги има во посебните национални држави, овозможува, например, токму
некои од тие држави да не ги почитуваат меѓународно договорените закони и така натаму, правејќи му штета на тој заеднички склоп на ресурси, како што е, например, климата. Видете ги колку се земји изминатите години излегуваат од климатските договори, протоколи. Значи, и тоа се, да речем, некакви поголеми форми на несогласување. Додека еве во нашиот микросвет во кој што делуваме и живееме, тоа се форми на граѓански иницијативи, референдуми и така натаму, форми кои што се нарекуваат партиципативна демократија, односно учество на граѓаните. Меѓутоа тоа е најчесто некакво учество на ниво на појавност, испочитување на процедури, а дури доколку се задлабочите и малку повеќе, организирање на граѓанска иницијатива и референдум на локално ниво во некој од поголемите општини би било потешко од да се соберат потписи да се смени закон или да се кандидира човек за председател на републиката. Ташковски, вие сте единствениот правник овде вечерва тук меѓу нас, повелете. Не би можел во целост да се согласам, бидејќи законската поставеност зборот радикална демократија, тоа не би можел да се согласам со тоа апсолутно, бидејќи првична форма на изразување на граѓаните е непосредната демократија. Тоа како такво е регулирано во нашиот закон за референдум, за референдумско изјаснување и други облици на изјаснување на граѓаните, односно законот за референдум, каде што на најниско ниво, на клетката на општеството, да се изразам сега така, имате урбани и местни заедници во секоја општина во Република Македонија, кои што согласно овој закон можат овој самоорганизирано дејствување да го изведат, без присуство на, односно посредување од политички партии или општинска администрација на некој начин да му смета на граѓаните. Што е тоа што сакам да го кажам е дека урбаните и местните заедници по овој закон наш, конкретно можат само иницијативно 1/10 урбана или местна заедница, тоа е мала бројка на луѓе, тоа се комшиите со кои што живеат и комуницирате секојдневно, за секое прашање кое што е од значење за локалната заедница, дали е тоа вода, воздух, некој проблем кој што го имат право да се соберат, да одржат седница и заклучоците од седницата да ги достават до градоначалникот, односно советот на општината или на градот Скопје, каде што ќе барат не барат, туку треба само да се спроведе одлуката која што е изгласена од граѓаните. Но тоа е така на хартија, а така де јуре, практика... де факто е проблем на добро владење кој што нашите политичари не знаат да го изведат. И тука е проблем на политичарите, не е проблем на правото или на законските текстови. На политичарите или па и на граѓаните? Бидејќи сега да, можеби од страна на политичките елити има еден процес на обесхрабрување на тој тип на граѓанска самоиницијативност, нели, или иницијативност, но од друга страна и граѓаните некако се чувствуваат посигурни во таа статус-кво ситуација, затворени дома. Не му се дозволува тоа што го кажавте дека се оневозможува процесот, односно државата не, тоа е пак повторно право на ефективна администрација која што Европската унија го има препознато, ние допрво го немаме усвоено како право, треба да го имаме. Ако немаме ефективна администрација, таа треба да ги исполни барањата на граѓаните, не да прави пречки во процесот на исполнување на некое право. Тогаш не зборуваме за администрација, зборуваме за заробена држава. Да беше тоа де факто така, изминативе десетина години ќе имавме барем 5 референдуми организирано барем во општина Центар, а веројатно многу повеќе низ земјата. Бидејќи, како што ви реков, ако сакате да одиме во детали, за да организирате референдум на ниво на општина Центар, треба прво да соберете 100 потписи, па да ги доставите до подрачна, па после да ви одговорат. Па после тоа да собирате 20% од вкупниот број на гласачи во 20% беше кога ние тоа го правевме. Во даден рок во кој што математички пресметано, дури да ги имавте сите луѓе наредени еден позади друг пред вратата на подрачната единица, немаше да може во тој даден временски рок да се пополни тој список. Меѓутоа, дотолку повеќе имаме примери и не само во нашава земја, во оваа книга е обработен случајот на Луке, водоводниот систем во Босна и Херцеговина, кој што е ист пример како овие што ги спомнувам во нашата земја, значи водоснабдувачки систем кој што луѓето сами си го изградиле и одржувале. Меѓутоа, поради законската регулатива на Босна и Херцеговина, исто како што сведочат и граѓаните на руралните средини од Македонија, тие се под притисок да го предадат нивниот самоуправувачки модел
во владение на јавните институции. И токму затоа тоа е радикален демократски модел, бидејќи не е партиципативен, не е застапувачки, не ти дава слика дека учествуваш во некакви процеси кои што се само обични лавиринти, никогаш не завршуваат со тоа што ти ќе се почувствуваш дека си учествувал во носењето на одлука, туку е радикална демократија поради тоа што луѓето директно учествуваат не само во носењето на одлуките за управување со тоа, туку и во носењето на скалестите санкции за несоодветно однесување, правилата за пристап или не, отвореност Потребни или не, се и така во таа натаму. смисла некакви тогаш системски, легални прилагодувања? Апсолутно, да. Во принцип, ние не ги спомнавме оние главните commons, зборот commons и теоријата за commons. Како што спомна Александар, заедничките добро постојат и се третираат како такви од праисторијата. Меѓутоа, Елинор Остром, економска теоретичарка, ги третира како дискурс и како теорија некаде од 60-тите, 70-тите години. И во 2010 година има добиено Нобелова награда за економска теорија поради тоа што го предизвикала конвенционалното знаење дека заедничките ресурси може да се управуваат само со помош на држава или пазар. Да, таа предвидува одредени 8 принципи на владење на commons, кои што компаративно анализирани, веројатно правници и политички научници доколку ги анализираат ќе ги најдат нивните соодветни пандани во социјална правда, во како ги зборувавме еколошка правда и така натаму. И тоа се тие некои принципи според кои ние после тоа можеме да си ги градиме моделите, дали ќе бидат цивилно јавно партнерство, дали ќе бидат фул управување од страна на заедницата или ќе бидат само некакви партиципативни модели во зависност од тоа што и одговара и што и е потребно на заедницата. Гешовска, вие до која позиција од двете сте поблиску? Јас сум до радикалната, секако. Мислам, јас не знам сега во де јуре делот не навлегувам, но кога сме кај де јуре деловите, во вакви едни обскурни општества како нашето, кај што гледаме што се случува со законите и како тие функционираат и како се перпетуираат од вакви. Да, се многу зависи од центрите на моќ, многу малку од граѓаните. Така што би ги напуштила и во таа смисла, се повеќе приклонувам, може ке звучи дури анархично, не радикално анархично, ама ете, кон концептите на организирана анархија, што не е ништо негативно и ништо страшно, иако може некои лисици да не стаи сега за тоа, за нешто друго не знам, не, ама за тоа да, приклонувам кон тие затоа што тие во ваквите пак ќе речам обскурни општества, каде што имаме една ентропичност на политичките системи, таквите не враќаат кон концептите на самоорганизирање. Нешто што сме го живееле одамна во социјализма. Тогаш го викавме самоуправување, сега ќе го наречеме самоорганизирање или не знам како. Сега некој кога го слуша ова, веројатно му прозвучува страшно тоа, бидејќи тоа самоуправување пропадна, се уруши самото во себе. Да, затоа што повторно политичките системи кои што се обидоа да озаконат некои работи во полза на врвот, на елитите, заради тоа тие го направија да постои во интерес на политичките елити и да си го толкува херменевтика, толкување како и како сака. Но доколку се вратиме на она за кое што претходно зборав, а кое што постои во алтернативните, како да кажам, правни концепти, а тоа е кодот на заедницата. Не против култови сум, не би сакала култ на заедница, но кодот на заедницата кој што ќе детектира што е потребно, и Ивана тоа го спомна, што е потребно на заедницата и во согласно со таа потреба ќе гради модели, системи во кои што заедницата нема само во предизборна кампања да биде спомената како нешто што треба да учествува, туку таа реално ќе проникне во општествениот систем, тогаш... Ве разбирам, Дракшич, дали ова значи дека треба да се менува целокупниот модел, да речеме, на избор на централна власт? Па, апсолутно да. Например, како? Па не знам, јас не можам да предложам специфичен модел, меѓутоа сите овие работи, тоа што го спомнавте вие, постоеше еден таков систем, па се уруши и овие работи што ги зборува Искра, значи ние навистина имаме некакво
политичко, искуствено, културолошко, историско наследство во некакви форми на самоуправување. Нормално критиката е на линија дека тие се дојдени од озгора надолу и можеби за тоа и се срушиле, меѓутоа во одреден момент цивилизацијски, историски, општествата, екс-социјалистичките општества се уште има одредена заедничка инфраструктура и таа гледајте и како образование и како пасишта и шуми, која што западниот прокапиталистички свет веќе одамна ги немаше на располагање. Промените во државата, барем во 20 век, онака како што се случува, не се случија само поради тоа што беше неуспешен моделот, туку и поради самите уставни промени, промените на третирањето на сопствеништвото, економските промени и она што после тоа се отслика. Може ли само да ве прашам, ако Европската Унија е делот од светот во кој што човекот најдостоинствено живее, тоа се либерални демократии. Ако тоа функционира и произведува достоинствено живење, тогаш зошто би се менувало тоа? Ме разбирате? Например, поради видот на финансиската криза во 2008 година и она што таа го предизвика во државите во кои што така комотно се живее и начинот на кој што луѓето се справија со тоа, односно единствениот конструктивен одговор на мерките на штедење и сето она што се случуваше, погледнете Грција, Италија, Шпанија, да не одиме погоре, единствениот корисен одговор, корисен за заедницата и за заедничките добра, дојде од овие движења на самоорганизирање и самоуправување. На одреден начин би можеле да го кажеме истото и за Република Македонија, која 10 години, 12 години, чии институции 10 години беа окупирани од одредени политички елити, од одредена партија, кога веќе јавните институции почнаа да потфрлаат во давање на услуги, јавни услуги за своите граѓани, голем дел од цивилното општество ги пружаше тие услуги. Она што исто така Александар го спомнува, месните заедници, кои што денеска се нарекуваат некако поинако, меѓутоа месните заедници во руралните средини и денеска си ги имаат печатите од СФРЈ кои што им се издадени, и они имаат многу поголем увид во работата, потребите и потенцијалите на заедницата од која што доаѓаат и они издаваат дозволи, односно потврди за радиодифузија дека во оваа куќа не живее никој човек. Они им помагаат на луѓето за стратегии, за со нивите, што, каков посев, колку и така натаму. Вие сте родена во СФР? Да. Извинете за прашање. Апсолутно да. Ама претпоставам дека многу малку се сеќавате. Па не би рекла. Да. Не би рекла, баш потекнувам и од мешана семејства и имам, родена сум во Црна Гора, имам искуство во живење, во компаративно, да речеме. Ова што го зборувате е поврзано и со југоносталгија или... Апсолутно не е поврзано со југоносталгија, туку е поврзано со критичко преиспитување на наследството кое што го имаме. Бидејќи, ако го нарекувате југоносталгија времето во кое што оваа држава стекна некои од најважните институции, како например универзитетот, црквата или не знам кој, нека биде и југоносталгија. Меѓутоа, ова е повеќе и самата студија тоа го пишува, ова е навистина повик за критичко преиспитување на наследството токму поради двете екстреми со кои што се соочуваме. Едната е нели величење на тоа прекрасно наше минато и како се третирани заедничките добра и така натаму, кое што секако е пристрасно, а другата струја, да речеме, онаа струја која го сатанизира до таа мерка што веќе во некои заедници не можеш ни да го спомнеш зборот задруга, например, кој што исто така дури не е ни концепт од оваа држава, меѓутоа ете поради стигмата која ја носи ова време, не е користлив. Оваа студија и мојот став е токму тоа, критичко преиспитување на овој модел, бидејќи има понудено некои решенија кои што верувате дека и денеска во Латинска Америка на некои студии на јавните добра, на политичко управување и така натаму се проучуваат, моделот на Карделј особено. Ташковски цело време будно следите и сакате да реагирате. Да, бидејќи не се согласувам со зборот радикално во не само демократија, во било во која друга дејност, постојање и така натаму, би сакал затоа да се доискажам за поглед на заедничките добра кои се... Овде обид радикално во
позитивна смисла да се употреби зборот. Доколку се мисли на тоа на непосредна демократија, тоа е веќе друга тема со која што се согласувам. Но заедничкото добро или комонсот има произведено неколку други заеднички наследства кои што би сакал да ги набројам само. Првин имате заедничко наследство на целото човештво. Голем дел од културното, природното, историско наследство од самото УНЕСКО е прогласувано за заедничко наследство на целото човештво. Понатаму е заедничката собственост. Имате исто дигиталниот рез комунист кој што го спомнав претходно и провинцијата на целото човештво. Сите овие од меѓународно правен аспект регулираат различни области од меѓународното право. Водно право, значи правото на морињата, правото на воздухот, правото на космосот, сајбер правото, телекомуникацијското право. Што значи секој комонс е специфичен за себе. И ние не можеме да зборуваме за промена на демократскиот модел на владење на целата држава, бидејќи говориме за конкретни добра заеднички. Секое заедничко добро мора да има правна рамка во минимум, значи сум против законско регулирање на заедничките добра, минимално регулирање врз основа на кодот на заедницата кој што го пренесува тоа знаење, односно свеста за управување со заедничкото добро, а при тоа да не се наруши истото. Драгшич, што би била некаква сублимирана порака од ова што вечер имавме шанса да го слушнеме? Па јас би се надоврзала на ова, Александра, што го кажам, меѓутоа би додала на тоа дека и политиката е заедничко добро. Изминативе 10 на 12 години... Ние политиката главно ја образуваме за партија. Да. И токму тоа тие два сакам да збора кажам. се имаат некако изедначено, а политика има многу Па тоа е поширок. носење на тие стратегии, процеси на носење на одлуки, планови за заедничката добровит. Тоа, она што го кажа Александар, одржувањето на комонсот е важно за сите, без разлика дали сме капиталисти или анархисти, бидејќи нели климата, воздухот, водата, тоа се работи кои што не засегаат сите. Би сакала овој дискурс да го прочитаат луѓе кои што ги интересираат овие теми и како што реков на почетокот, најмногу се надевам на тој критицизам и мислам дека од него ќе произлезат и македонски дефиниции, зборови, па и нови значења на овие работи кои што ги дискутираме, а особено да им дадеме форми веќе на постоечките борби и форми на управување кои што ги имаме во нашата земја. Добро, благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Хвала. Останете на Алсат, по кратката пауза е саботажата. Следува коментарот на Сречко Поповски. Актерите кои пловат во политички наместо во уметнички води, веројатно од потреба да обезбедат повлијателна улога во партијата од онаа која им е доверена да ја играат, несебично им се додворуваат на новите режисери, третирајќи ги како современи диогени, кои во своите раце ја носат лампата. И се најде во една темна пештера. Христијан Мицковски беше избран како човек кој требаше да ја донесе светлината во ВМРО-ДПМНЕ. И навистина мислам дека тоа и го направи во овие година дена. На создавањето на таков амбиент им кумуваат и остатоците од големата продукција, кои поради слабиот прилив на средства сега мора да работат со организацијски аматери, кои во планот забораваат да го вметнат Final Cut-от, а за тоа не ги известуваат ниту позаемените на туршици од обединети, кои не можат ниту реченица да состават, па сето тоа неспакувано оди во етерот. Тоа е моето... Добро. Тоа не можеше да се случи во време кога во партијата ја немаше светлината која сега зрачи. Туку владееше вистински мрак во кој добро се снаоѓаат дури и оние кои сега имаат неверојатни проблесоци, кога станува збор за бегството на нивниот принц на темнината. Или се работи за неспособност на МВР предводено од Оливер Спасовски, а нормално со доверба од Зоран Заев, или се работи за договор со власта на Зоран Заев, кој што е во моментов главен трговец со правдата во Република Македонија. Но сомнеш за квалитетот на бела енергија, која најверојатно со помош на својот хидропотенцијал ја произведува престолонаследникот, фрла осомничениот трговец со правдата, кој според стандардите на производство тврди дека воопшто не станува збор за обновлив, еколошки, чист извор. Господинот Мицковски претходно направи посета и со председателот Вучич и со премиерот Орбан. И разговараше.
Не објави зошто разговарал. Не разговараа ни тоа за ИПП, за Конгресот, дали тоа ВМРО ќе биде казнето од страната од ИПП или слично. Не објави што разговарал, за да имаме на крајот на непозната материја зошто се видел, се случува еве токму тоа. Иако без никаков одговор за наметот, веројатно свесен дека проблемот што го предизвика истрелот на Ѓорчев е дека тој ќе биде рикошетиран, уследи само признание дека во гардаробата се шие нов панцир. Нема да може со тие куршуми, браки и сестри. Оттаму се очекува исто како и низ кратката историја на македонската демократија, повторно да се пушти вентилаторот со кој ќе се зачисти целосно загадената политичка клима. Минатиот пат беше јасно дека за кратко време ќе дува северен ветер. И на крајот, додека дува, треба да се донесе и конечната одлука. Дали сака Македонија да биде Македонија или Монако? Кога веќе се толку се става на коцка, и Лас Вегас не е лоша, ама не како географска, туку како политичка и суштинска одредница. Ова е последно издание на 360 степени за оваа година. Следното ќе биде во новата година на 14 јануари. Ви посакувам среќна нова година, убав празничен период, па се гледаме повторно за околу 2 недели. Сега на Алсат следуваат вести. Пријатно.